Ова е населбата Каваци во Битола. Се протега некаде од Црмост до гимназијата Јосип Броз Тито. Зафаќа делови од обете страни на реката Драгор. Има повеќе легенди како оваа населба го добила името. Една ќе чуеме малку подоцна. Но сега не ни е во интерес населбата како населба. Ќе зборуваме за нешто што можеби малкумина го знаат. Каваци имено е дел од Битола, од каде излегоа бројни скијачи и планинари, или поточно речено, бројни влюбеници во планината. Со помош на доаените на битолското планинарство Томе Симјановски и Петар Атанасовски, ќе направиме прошетка во годините наназад. Ќе чуеме како децата од Каваци се снабдија со првите вистински скии и како почна нивната одисеја по безпаќата на Пелистер. При крајот, со нивна помош ќе се подсетиме на еден настан од пред 40 години, кога сериозно настрада група планинари од Белград, а на времето однесе и еден млад човечки живот. Живеам во местноста наречено Каваци, кој се најдува на северниот дел од градот, да речам, во непосредна близина на гимназијата. Името Каваци доаѓа од тука во непосредна близина на мојот стан. Имаше за време на окупацијата имаше две фурни. Едната фурна беше на лицето Цветан, а другата визави на Андро. И едната и другата фурна беа специфични што нема нека завеса, некој џаблак, ами беа покриени со капаци. Значи дрвени талпи, штици и беа заштитени со друго дрво. Оттаму местноста према кажувањето на Андро и на Цветан, местноста мојата мала се вика Капаци. Значи најверојатно пермутира од Капаци Каваци. И ние како деца тука израставме цело време знаевме нашата мала дека се вика Каваци. Каваци е позната и како местност која првпат, значи, после ослободувањето, тој е еден подем тука, зачеток на планинарањето, на планинарството и скијарството. Како дојде да тој ќе ви кажам. Непосредно пред исцелувањето, односно повлекувањето на бугарската војска од Битола, тоа е значи неколку дена и да речеме на недела пред да се повлече германската војска, то на самото преквечерие на 4 ноември, значи кога се ослободи град Битола, пак тука од јужната страна во непосредна близина наша имаше голем магазин воен со алпска, алпинистичка опрема. Германците најверојатно има некоја замисла, некоја стратегија тука,
во овој дел да има алпинистичка единица. И многу добро се сеќавам како дете, значи со оглед дека пак во непосредна близина моја тука гранична Суденцит беше полициската станица или наречен участако. Бугарите веќе се повлека пред една недела и тој дел тука беше празен. Се пушти на фама еден глас, најверојатно дека зградата била минирана и се плашевме ние да влеземе. И кога веќе на 3 новембар веќе дознавме дека градот е ослободен, односно празен, се уште се плашевме, мислевме дека има германци. Јас како дете на 8 годишна возраст, каваци тука, сите знаеа, сите бевме излезени, надвор се движевне, не се плашевне, да видиме што станува, значи. Иако другиот дел на градот беше мирен, тих. Отидовме тука во џамијата. Кога гледаме, џамијата беше отворена, значи вратата провалена, а јас како дете се сеќам со Војче Јузелков и со Илија Мачоро го викавне, тие двајцата влегаа преку зидо во џамијата и почнаа да земаат ски, комплет. Јас како дете ги земав од зидо и ги редев. Значи тоа беше пред самото стемнување. 3 новембар, се сеќам, ми остави една лична хроника на сеќавање од окупацијата, значи, на германците. Тоа сеќавање така свежо ми е и знам дека во куќата, значи во станот, тука имавме куќа, старата куќа тука, имавме едно 10 пара ски. После ослободувањето бевме не само јас, ами и од фамилијата на Поповци тука, Ицо и Јорго, бевме повикани во Народни одбор. И почна да прашува од кај ви сте тие ските, зошто ти тој имот бил народен имот и требаше да му се дава и така натака. Алпинистичкиот инвентар што беше опремата, бидејќи Пелицер беше тука блиску, беше пристапен, вистина забиточени и лично сметам дека од кај нас, од нашата мала капаци, почна, значи, првиот подем, развиток на планинарството беше од кај нас. Секој планинар беше скијач. Имавме ски. Битола нема некоја особена традиција за планинарење. До окупацијата имаше индивидуално планинарење, вака некој интерес. Така беа познати Борал, Типанок, Варе Бојаджијата, фамилијата Спирковски, Поповци. Меѓутоа, кај нас, во нашата мала Поповци, фамилијата Попов беше познат, беше со своите деца Јорго, Ицо, Коле, Нада. Нада беше сопруга на премиерот Клюсев. Тие нас не привлекува и бевме стални придружници. Јас се сеќам, мал бев, али брат мој стално ме земаше и одевме. Сега нешто, едно друго сеќавање да ви кажам. Од овој магазино ние се снабдивме и со ранци. Во џамијата имаше многу чевли планинарски, имаше ранци. И при провалата во магазино каваци, овој дел тука, сите што бевне, ние први се снабдивте и со ранци, и со ски, и со чевли. Така да ги користевме вака за планинарење, бевне многу активни, одевме.
фамилијата моја потекнуваме од малото Горниот парк. Синајбери. Тој е прочуен по како фудбалска мала, од кој што потекнуваат најјаките фудбалери во Битола што излегуваат. Од Кира на Ванку, Доле, Жване, Жолтио и плејада други фудбалери кои што во главно сите беа оттаму. А покрај другите и овај Милјанич, како го викаја тренерот на Црвена звезда, Милјан Милјанич. Значи, тоа беше во главно. Меѓутоа, имаше одреден број на деца кои што беа исто љубители на скијањето. Меѓу другите, секако бев најзагрен јас. Благодарение на тоа што, како што кажуваше мојот верен другар Томе, и ние успевме од складо до музичко, тука имаше еден германски склад за ски, успевме оттаму да земеме доста ски. Ски, чели, штеки и така натака. И почнавме скијањето без да знаеме како треба да се тоа упражнава. Чисто онака аматерски по улица се туркавме, се правевме мали деца, 10 години и така натака. И тоа почнавме. Ова што го кажуваше Томе, веќе е тоа нешто друго. Тука имаше повозрасни луѓе кои што имаа некој сознание за скијањето. Меѓу ними посебно треба да се истакнат Спасе, брат му негов, кој што беше еден од најголемите ентузијасти за скијање. Значи, Битола нема втор после него. После него, по примерот негов и Томе беше, и плејада други сите што беа од ова мала, мислам како квалитет што почна скијањето, почна од ними двата. Значи, сите другите скијавме на Тумбекафе, Раштани, Маштани, вамо, тамо, све. Во мојата група, кај што одев јас, али не во такмичарското, пошто почнав да се занимавам покасно и со фудбал, поќе речиси, во мојата група беа Ото и Вуко, тие прочуени. Беа Гого Александар, Ефто, Гината, не знам кој цела плејада, тука Андре Франц беше една дружина. Ние, Миха Чакали, одевме Неолица, Лавци, Тумбекафе, Раштани, така натака. После кога почнавме да се придружуваме према овие, што иде Раштани, тука Томе, брат му Спасе и така натака, видовме нешто ново во скијањето. Ние немавме увид како чини, ни телевизија имаше, ниту нешто сознание како треба се скијаш. Се туркавме со штеките по улица и тоа беше. И така почнавме горе со некое пуштање, долу да застанеш, не знаеш, ќе паднеш и така натак. И така почна тоа полека да влегва во една зараза, да речам, во која што после немаше лечење назад, немаше враќање. Покасно, по примерот нивни, почнавме да одиме горе на Пелистер, затоа што во почеток како мали тешко беше, одевме пеш од Битола, ќе станевме од 6 сато са бајле, па да стигнеш до 10, па да се скијаш до 2-3 сато, па враќај се назад, со ските до дома и така натака. За среќа имаше многу снег, тогаш барем до дома се враќавме. Од тука ските, што изземваат тие и други што останаа ски, се пренесени во Крушево, во Скопје и така почна скијањето во другите места. Значи, извор на скијањето потекнува од Битола.
баба планина, како цветна градина со својата убавина. Како цветна градина со својата убавина. Ой, ларијара, ой, ларијара, ой, ларија, ой, лала, со својата убавина. Стере прав украс на нашата била битола. Тој е белиот гулаб со двете светли очиња. Тој е белиот гулаб со двете светли очиња. Ој, ларијара, ој, ларијара, ой, ларија, ой, лала, со двете светли очиња. Сегде се прочујени моликовите борови за својата богонина и платанската висина. Волшебна мирнотија и платанската висина. Ој, ларијара, ој, ларијара, ой, ларија, ой, лала, пелистерска рапсодија. Првото мое качување на Пелистер беше и се совпадна со моите најблиски другари тука од малата, со оглед дека бев дете, најмлад бев, околу 9-10 години, и ме придружувам со другарите Медо Христоски, брат ми Спасе Симјановски, Ицо Поповски, Јорго Поповски, Никола Поповски и други, значи мои постари, посебно можам да кажам со задоволство дека тогаш во нашата мала Каваци се придружи и Ване Бојаджијата. Ване беше прв кој го трасираше пато кога се качувавме од Трново Магарево према санаториум. Првата ноќ, првата тура, да речам, во животот што се ми ја осетил, што се ми ја провел, тоа беше спиењето во комплекс во санаториум. Тоа беа 3-4 бараки и имавме прилика во една мала соба таму да се собериме, 6-7 души, а другиот ден сабарето се качивме на Копанки, вистина во тоа време, значи после окупацијата, после ослободувањето на градот, имаше обилни снегови, зимите беа многу богати, многу снег имаше и така беше право задоволство да се качваш, вистина да гази снег, едно 50-60 сантими снег. Едно сеќавање, така, една лична хроника имам забележано, едно друго сеќавање, кога се правеше домо на Големо езеро, кога се удира темелите, бев ученик и имаше ударни акции, така ги викавне, шаторите ги наместивне кај што е чешмата се алоцирана под домо и почнавме да го уредуваме земјишето. Меѓутоа, еден од групата, комшијата Медо Христоски, доби болка во вилицата и едната страна од лицето му потече ново. Падна предлог
поткритно да се слези во Битола се побара лек нешто да се интервенира. Мендо беше неспособен, значи Ома Лаксан беше, не можеше ни да зборува и падна предлог да јас, како, вака, послободен, помлад, како млад човек, додам до Копанки за да земам сулфатиазол. Тогаш единствен лек што се користеше, да, бевте наивни, привидно мислевме дека со тој лек веќе ќе поможи нешто. И вака се сеќам во зорите, тргнав од Голем езеро на Мало езеро, од Мало езеро на Главниот врв, од Главниот врв на Копанки, таму беше чувар Васко Цалевски. Васко Цалевски кога ме виде почна се смее. Како ме вика? Само за една кутија сулфатиазол идиш од Голем езеро и му кажам дека се работи за комшијата Мендо Христоски, дека му е тешка ситуацијата и да го спасиме. Тој не е една кутија, ми даде поќе кути, ако треба да ви се најда. И јас истиот ден, истиот момент, пак со ранецо назад, преку гребено на првиот, вториот, Главниот врв и на Голем езеро. На Голем езеро стигнав негде, вака да речам, околу 10-11. Беа изненадени овие, беа и загрижени заради тоа што значи не помислуваа уопште дека ќе се вратам назад по истата тура. Тие мислеа ќе слезам во Магараво, Трново, Нижополе и да се качам по тај. Значи, то патување ми оставам во сеќавање и не можам да го заборавам. И така, да ви кажам право, го спасив на човекот. Заво му беше блокиран, го чистивне и го темпиравне со едно апче сулфатиазол. Значи, се едно апче, поминав 16 сати од неја. Значи, како што спомнав, во нашата улица беше карактеристична со извор на фудбалери. Меѓутоа, главниот во планарското смучарско делување во Битола, Ване Бојаджијата, ми беше прв комшија. Тој имаше два синови, едниот се викаше Цане Мечката, викавме другиот Боро. И тој, наравно, како родител, почна и ними да ги носи. Еден ден ме зедоа и мене, како мал, 10, 11, 12 годишен, не знам колку бев, ме однесоа горе и тоа ми остаи горен впечаток. Тоа беше во лето. Во зима, кога почнавме со ските, ме однесоа во близните, овие синовите на Вано, ме однесоа во близните места така за скијање, лавци, мавци, там во некои ливади кај што сме. И така ми влезе една зараза што не можев ден денес да ја излечам. Фала Богу, камо такви зарази да имат сите, красти да речем. И така почна тој дел со скијањето мој, а паралелно со тоа јас си го обавав и фудбал, така да ден и ноќе од сабајле до вечер онако. Сега што е карактеристично. Кога се вклопив после горе да одам, почнавме да ја работиме стазата. Стазата беше шума. Таја беше шума, немаше стаза за скијање. Тоа знаеш, овој Спасе, Томе, сите Спирковци, Мирковци, организација голема и почна да се сечи дрво по дрво. Тоа траеше 30 години, таа стаза се дотерва рачно. Дрво по дрво се сечи. Петата со коњо од селото ги влечка дрвата долу. Цел ден 10 души еден корен копавме. Тоа не може да се објасни колку е тоа труд вложено таму. И што е најлошо, кога дотеравме таа стазата горе-долу, останаа шанци од рато што беа од Првата светска војна. Шанци, оние скривалници таму. И скијањето почна мисливи да се скијат овие скиорите. Значи немаше некој равни терен, меѓутоа, од и првото скијање знај Томе, првото скијање беше од Копанки десно, имаше нападина тука и тука се скија. Јас тука прв пат гледав како се скијат, не знаев до тоа. И викам, се вклучив и јас редовно во дотервање на стазата. Стазата до ден денес 60 години се работа. 60 години се дотера, дури сега иза ќе стане како што треба светска стаза.
Младата генерација не знае дека во нашиот град уште 49 година започна едно такмичење градско меѓу младите луѓе, јуниорите, да речам, зашто навистина имавме една опрема која не беше соодветна према нашата возраст. Ските ни беа големи, а имавме значи волја да се такмичиме, односно да трчаме. Тогаш беше познато ова такмичење како долго бегање. Значи, првото градско јуниорско или пионерско такмичење беа сите собрани. Атрактивно беше заради тоа што имаше многу народ, многу публика и му беше интересно зашто стартувавме со исти ски со една боја, значи бела-зелена, и сите бевме опремени со германски ски. Така, стартот ни беше од Плоштадо, значи Плоштадо го дел чекваше сега, на растојање од 3 километра до зоолошката градина, значи тумбе кафе и назад. Се мереше со сат. Та трка ми остана во сеќавање, зашто од може 50 учесници, млади сите ученици бевме, јас излегов прв, имав најдобро време. И со голем задоволство сакам да ви ја приложам дипломата која добив. Тогаш тоа беше март 49 година. Беше интересно што сите овие значи признања на победниците се дава на еден мал подиум за да бидеме представени пред граѓаните. Ево, можам да ја приложам дипломата, да ја со секој случај, значи како доказ дека вистина 49 година имаше прво градско такмичење. Обезбедувањето со германски ски доби еден замав скијањето во Битола. Скоро во секоја мала имаше деца што се скија. Меѓутоа се скија онака, викам, поќето по улица со туркањи така натака, со изузеток исклучение на овие Томе и компанија што беа тие, мислам што тренираа редовно за такмичарски сврки. Ние останатите во главно се организиравме до Неолица, до Тумбе кафе, до Раштани, до Лавчански ливади, така натака. Секој поручек одевме. Значи, одевме нон-стоп. Тоа ни овозможи горе-долу да научиме. Тек после тоа, ние почнавме да одиме на Перистер пеш. Јас не можев да се посветам на такмичење во скијање, затоа што едновремено се занимавав и со фудбал. Бев нешто посебно така истакнат во тој фудбал, така да во 16 години јас веќе заиграв фудбал со некој лекарско уверение. И тоа на две места не можев, затоа што ми следеше и учење и после студирање да одем и така натаму. Значи, замафо почна масовно во Битола со германските ски, како што кажав, и тоа створи традиција ден денес да во Битола има најголем број на скиори во нашата република. Откако завршивме средно образование, заменав на студија, се запишав на правен факултет и тамо за прв пат стапив во академскиот спортски клуб. Тоа беше едно дружење на вака спортисти, на студенти, на млади луѓе кои тренира и атлетика, и фудбал, и одбојка, пливање. Тоа беше збир на истакнати вака спортисти и од страна на државата веќе се превзема некои чекори да се такмича надвор од Македонија. Така има прилика една група од 6-7 души
Значи, од Битола бев јас, од Скопје имаше неколку души, од Тетово имав исто така колега правник, Љупчо се викаше, и двајца Срби беа. Организиравме посета во Словенија, да се качиме на Триглав. Тоа беше поем вистина во тоа време, 56-та година, 56-та година, да, 56-та година, користевме некои К-15, некои бенефици и стигнавме во Љубљана. Од Љубљана продолживме за Крајнска гора, од Крајнска гора мој стране и старто ни беше северната страна да се качваме на Триглав. Кога не виде долу имаше домар, вака не прашува од кај сме, шо сте, и му кажувам дека сме од Македонија. Тој вика, и далечне краје, немате искуство, знаете како е Триглав опасен е, ваков е, таков, меѓутоа ние му кажаме дека ние сме ипак искусни луѓе, сме биле и на други планини, сакаме, имаме желба се качиме горе. Значи од северната страна, тоа е значи јужната страна према Италија и почнавме да се качваме. За неполни 4 сати се качивме до првиот дом, Кредарица што е. А главниот врв што е на Триглав горе, тоа беше на едно 150 метра е разликата меѓу подножје Кредарица и главниот врв. Триглав беше многу вака ризичен, заради тоа што вистина напорен беше пато. Цело време бевме како пијани, цело време, заради тоа што од подножјето одма значи започна да се качваме горе. Било како се качивме таму, меѓутоа слегвањето нас беше уште потешко заради тоа што не фати магла и изгубивме ориентација кај пато. Сме започнале да слегуваме према италијанската страна, према границата кон Италија. И тогаш имавме средба прв пат со граничарите и тие нас не одведоа на право место. Му се представивме дека сме од Македонија и беа толку љубазни. Слегов, значи било како, сакам да ви кажам едно доживување пријатно, уште повеќе што во Крајнска гора, во Порентов дом, тоа беше едно славење, заради тоа што домарот што ни беше вика, да знаете, вие сте први македонци што се качвате на Триглав. За среќа, бргу сознав што значи човекот да спортира, посебно да биде што почесто на природа, да се дружи со природата, да применува таму некои спортски активности и други некои шетање, дружење, социализирање и така натака. Тоа ми овозможи да го доживеам едни од најубавите моменти во мојот живот. Запознав огромен број на луѓе, запознав многу убави работи таму, сите племенити, сите позитивни, за разлика од многу други кои што или немаја услови, или немаја желба, или немаја... Љубовта моја беше поделена меѓу фудбалот и планирањето и скијањето. Така да често пати ми се совпајаат некои активности и јас морав да се оддам и на еден во теко на еден ден да ги упражнавам и на друг. Например, една се случај да имаше некој градско такмичење во скијање горе и моравме са бајле од 7 сато да одиме пеше, одевме тогаш, така да негде кај 10 сато почна такмичењето, заврше кај 12 сато, веќе кај 2 сато имав утакмица во Битола и ја трчам дома прирачно нешто да каснам и одма на утакмица, па кога ми се пуштија ноцете бев најдобар на терен, дан против Теквеш игравме 3 гола му дадов. А на никој не му кажвав, затоа што ќе ме
ќе се смеја или ќе ме казнува, ако што ќе беше. Имам уште едно сеќавање кое вака можам да го речам куриозитет како планинари. Се случевме многу со точаци, со велосипеди. Имавме прилика како планинари да одиме на утакмица, да гледаме фудбал Битола Прилеп, од Прилеп Битола или Битола Окрет, со точец одевме. Меѓутоа, посебно сеќавање ми остави 54-та година, тоа беше, значи, предодам на студија, со точаци четворица бевне, јас, Томе Листичанес, Момазо и Добри. Со помош на текстилната фабрика Пелистер, која ни овозможи, ни даде едни тренерки да правиме реклама, беше текстилна фабрика Пелистер Битола. Од центарот на градот, сликанисте, званично, значи, не испратија, имаше прилично вака публика, среќен пат, заминавте со точаци од Битола, Лерин, Воден, Солун и тргнавме према Олимп. Сакам да ви кажам, тоа патување беше толку интересно што како млади луѓе апсолутно не осетивме некој замор, ами имавме како планинари едно задоволство само да се пешачи, само да се качуваме на непознати места, на непознати терени. За Мурато би кажал една работа само, затоа што е многу кажано, за него премногу кажано, дека таков ентусијаст планинар веројатно долго време не ќе види Битола. Јас со него имав една прилика да ме спаси мене од една тешка ситуација во планината. Бевме на Олимп. Пред да се качиме на самиот врв, на едно 2800, како иди то, 2900 метра се качивме и тој беше наравно и другите планинари организирав јас како претседател на друштвото тогаш. Кога треба се качваме на едно врвче кое што е многу опасно, со жици изврзано, мене ми падна притисок и почна да ми се врти земјата. Значи, добив многу тешка состојба и паднав на земја. Во таков случај, тој со уште еден друг наш, што беше планинар, како вика се не знам, Мурато имаше на фортома, ме врзаја и од таа ситуација мене ме извлекоа горе. Таква благодарност. Иначе таму кој паднал, таму уште еднаш не го нашле, затоа што не може да се врати назад појде. Тоа е цело во магла, удолу во една бездна која што не се гледа ништо. Тоа ми остана во сеќање. И второ, Мурато со овие, јас имам веќе една слика. Тој ми пуштија една фотографија од местото му од Хималаите, во кое што ни се захвалуваат нас, затоа што јас како му обезбедив на таа експедиција, му обезбедив авионски превоз бесплатен, со моја иницијатива и ова во Скопје го натерав како директор на ЈАД тој, и плюс тоа, жената, која што беше претседател на извршен совет тогаш, му овозможи доста финансиски средства да она. И тие како благодарност од самиот врв нас ни се
ни се јавуваа сите. Учествував на многу градски, републички и државни такмичења. Меѓутоа лично не се експонирав како љубител вистина да бидам постојан. Не знам зашто имав некоја преокупација околу професијата да што можам побрзо да завршам факултет, да се вработам и така. Значи пак да се бавам. Меѓутоа сакам да ви кажам, многу малце мои другари знаат дека јас со Благојче Илиевски и брат ми во теко на ова време веќе се стекнавме со звање, да речеме, со една диплома како смучарски инструктор и тренери. Така, на курс, семинар за смучарски тренери на Попова Шапка 90-та година кога бевме, сликани сме тука, Благојче и јас и брат ми, има прилика да примам некој дополнително вака учење во врска со техниката, со некои термини за скијањето, меѓутоа нема прилика то знаење, то искуство да го пренесам на младите, заради тоа што имав навистина многу школовани луѓе, мои сограѓани како тренери, учители со завршено школо, да речем виша физкултура, меѓутоа не ги знаеа тие финти, да речам, тие убави вака моменти во скијањето. Оти на тие курсови кај што бев јас, Благојче и Спасе, имавме врвни тренери од Словенија, имавме стручни лица, доктори по спортска медицина кои ни укажува како да се храна, како да го проведа тренинго смучарите, посебно планинарите и така натака. Јас многу жалам што и сега ево сум во можност, меѓутоа немам никакви контакти, немам прилика за да го пренесам тоа знаење, тоа искуство на некој помлади. Пелистерот, колку да е прочен по својата убавина, по својата ненадмашна природна убавина, има и своји тешки случаи. Имено, во случај на невреме, тој може да биде доста опасен и имало случаи забележани досега, барем во наше време, кај што биле многу опасни по смрт. Сакам да кажам што имаме доживено со Томе и голема група друга планинари, еден многу специфичен случај, многу опасен, во кој што можеше да загинат 40 деца. Таквата ситуација се случи некаде 63-64 година на 29 новембар. Ние, планинарско скиорите, на тој ден ја отворавме скиорската сезона и бевме закажани на 28 вечерта да учествуваме на тој почеток на скиорската сезона. Во тој смисол се собравме горе можда 1-2-30 планинари смучари. Тие нормално отидовме пеш од Битола, се сместивме таму, преспавме вечерта, имавме една фешта и сабајле кога се разбудивме, негде кај 9-10 сатот пристигна 40 деца предводени од еден водач од Белград, од планинарското друштво Железничар. Пријатно бевме изненадени на нивната посета, се израдувавме и прашавме што е нивниот план.
тие ни рекоа дека планираат одма да заминат на Врво и на Големо езеро да спијат во дома. Нашите постари колеги, другари што ни беа, оштро се спротивставија и ги предупредија дека во ова време, а имаше можда 60-80 сантими снег, тоа пајаше 29 на многу снег, дека тоа е многу опасно и ризично и не сме деца од 20 на години, 18 до 20 години да носи нагоре. Тој рече, нема проблем, ние сме искусни планинари, сме шетале ни сите врвови из Европа, така да ова не ни изгледа многу опасно. Во тој смисол, ево, продолжија тие. Ние си отворивме сезоната, се скијавме и немаше никаков проблем. Арнама негде кај 11-12 сато почна еден ветер. Почна силен ветер. Тој ветер, ако беше во Копанки силен, горе креваше. Тоа значи, тие деца ги фате силен ветер. Ги фате силен ветер од не знам колку километра на сат, после ни кажува дека ранците му летале по 50-100 метра. Многу интересно беше во тој момент она што слушав разговорот меѓу самите гости и ние планинарите. Ние апсолутно не му дозволувавме да трна на пат во еден ваков амбиент, зимски амбиент, и то преку гребен да се кача на првиот, вториот, третиот и да оде на Големо езеро. Да ви кажам право, бевме многу загрижени, заради тоа што од ними двајца, тројца што беа, инсистира пошто зашто да ода. Значи, тоа беше за ними трофеј, вистина се кача на првиот врв и да продолжа. Се сеќам добро, Домаро Трајче, отворено му рече, абе, што не ги слушате овие луѓе искусни, перистерот капија нема. Значи, отворено, кај што сакате, можете дојте. Тоа му го рече насмеја. И овие навистина трна. Меѓутоа, ние цело време бевме загрижени. Загрижени заради тоа што беа млади луѓе овие. И како да се јави некое најавување дека вистина ќе стане нешто лошо. И во таква ситуација, значи, ни ми ги фате, како што кажав, едно страшно невреме, и тие немајки каде се спуштија во една увала, без да знаат каде. Магла, ветер, ништо не се гледа. Влегват и како Господа му се јаве, му се отвора пештера. Значи, меѓу првиот, вториот и третиот врв тука долу, една пештера му се отвора. А никој не ја знаевме таа пештера. Многу интересна. Во таа пештера влегва децата надвор минус 20 во пештерата плюс 5. И течи вода. Течи вода и овај воджата што му беше, тој беше искусен планинар, очигледно, му рече, че седите овде вие сите, 40 деца, а јас ќе покушам да слезам долу во селото и да барам некоја помош. И тој навистина по бандерите од Врво што слегва за ниже поле, се пушта по бандерите, следе долу во селото, чукна на некој врати, ги фате веќе полно, 1 сат со бајлето, чука по некој врати, тие преку телефони, не знам како се исповрзеа со полицијата, дојде полиција, што се случува, тој му кажа само децата исчезнаа горе во една пештера се и поќе ништо не знам, слегва во едни бандери, падна во несвес. Го однесле на болница, поќе не знае. Тие од натрешни некои службени лица, надлежни веројатно, со 2 джипој се пуштија горе, а ние имавме фешта вечерта, па пеевме едно друго таму како беше, касно легнавме, кај 3 сато, 4 дојдоа тие од натрешни. Дојда, станувајте, аларм, крајава, брзо те рече, ние бевме 30 души. Брзо станувајте, рече, деца исчезна, треба се бара. А ние знаевме за кои деца се работи. И од тука се организиравме, сите зедовме по нешто, јас зедов едни ски, Томе зеде кебе и не знам шо, друг зеде фортома, четврт зеде лимони, чајој, шеќер и така натака и тргнавме према црвени стени, према Јоргов камен.
околу 2:30. Од тука кога стигнавме кај Јорговкамен, има една патека што оди према Врвол, а другата оди према Црвенистени и нагоре према Врвол. Ние, јас, Томе и 5-6 бевме души, тргнавме према Црвенистени, а овие другите тргнаа сите нагоре, значи 17-18 души, да одат оттаму да скратат. Овие што отишли, овие 17-18 души, ги фате невреме, ко партал ги врате назад, значи не се оди. Ние имавме среќа на Црвенистени со таа фортомата по тие стените сме слегвале, убај Боже. Бевме јас, Томе, Мирче Бумбаро, Буте, кој беше, кој видеа тие не можеа да слезат долу по стените, останаа, ние тројца се. Одиме. Јас зедо Стител, фортомата и, како се вика, Мирче зеде шеќерот со чај и така натаму и одиме нагоре, према Врвол, по бандерите. Одиме, невиден замор, значи прво оди крши едниот, од тука снег отвора пат, после се менваме, тој. Стигнавме до тој степен на замор да почне да ни слегуваат фатаморгани. Значи тој е жива вистина, тој е сведок. Гледаме едно како стена, ево деца. Одиме, нема деца. Деца гледаме сите. Одиме потаму деца гледаме, нема. Одиме потаму деца нема. На крај пузле поку 6-7 сати одење, ужасно одење. Стигнуваме и една свирка слушаме. Свирка, а на секој посад некој дете излебало и свирело. Свири. И тоа свирење од ехо на поќе страни. И само велам јас, Томе, ти оди ваму, Мирче ваму, јас се одам право, негде ќе најдеме оде кај што свира. Јас одов право, го видов детето и се не верам дали е дете. Ами викам, дете си ти или си нешто невидливо. Дете сум, помочите држи, почна да писка, да вика таму, ајде излего и некој други, Томе, елате, му реков, дојда, сите се собравме. Влегваме натре, кога, вода, кисна, циле. Фаќаме неколку души пред умирање, ги вадиме надвор, чај, мај, масаж, едно друго, вентиг имаше чупина, му даваме вентијагите наши, ги завиткуваме со чај, со лимон и со шеќер, се куртува. Одиме едно, рече ова не мрда. Го триеме не мрда, го вадиме надвор, дуваме в уста, не мрда ништо. Ајде сите констатираа мртво. Шо правиме сега, рековме. Јас среќа имав ските, го врзавме со фортома, го завиткавме во кебето, што носеше, го завиткавме и јас со Томе го носевме дури до дол. Јас вака у долница стазата, јас од одзгора држам, тој долу, се менуваме после. Значи го носиме детето умрено, а другите се повратија. Се повратија малку психички поќето, готов бе. Значи за 1 сат, 2 да стигнеме, готов беше. Значи имаше полојна загинати од тие деца. Така да, ете, во цела таа трагедија успевме нешто да учиниме. Слеговме долу в село, ошамотени, леле мајче, и тогаш веќе почна една војна единица спасилачка да се организира за качвање, и тоа ќе беше веќе полојна умрени. Тоа требаше 6-7 сати да одат оттаму, од Нижополе, така да таму не прифатија децата 10 дена и држаа сите болница во Битола за здравје. Сега многу интересна работа. Неколку од ними ми пишуваја писмо долго време, посебно што му дававме алиштата наши. Замисли се, ние голи одиме во таков студ да ги спасиме ними. Плюс тоа имав една прилика на Копалник, сега во стари години да речам, да во едно друштво таму имаше една жена во годините. Од Битола имам спомени, јас реков, од кај сте железничар? Ја реков, од железничар има дојдено горе, ги имаме спасо. Па јас рече бев, таа е една од тие.